Ако оризот е доминантниот бренд и на Кочани, со неговите извонредни карактеристики кои го прават меѓу најквалитетните во светот и е вткаен во стопанските текови на општината, тогаш несомнено е дека тој како култура и храна може совршено да се вклопи и во туристичките вредности и потенцијали на ова единствено поднебје на земјината топ. Секој сегмент на процесот од нивите до трапезите во себе крие тајни кои провоцираат љубопитноста на луѓето да дознаат како од калливите ниви се стигнува до бисерно белото злато. А кога туристот ќе се запраша што е тоа што прехранува огромен дел од човештвото на земјата, целта е постигната, бидејќи тој нема да запре додека не ги открие одговорите. Токму затоа туризмот во сите негови видови во современите услови на живење прераснува во се поатрактивна и подоходовна стопанска гранка, на која светот и посветува се поголемо внимание и ја става во функција на човекот. Општина Кочани со своите географски и природни специфики кои се протегаат на површина од 360 квадратни километри и на распон на надморска височина од 306 до 2252 метри, во кои екзистираат 27 населени места, располага со исклучително разновидни потенцијали кои отвораат можности за остварување високи туристички дострели. Брана градче е кочанскиот бисер кога е во прашање езерскиот туризам. Незината близина до градот е на само 6 километри северно од Кочани, во клисурата на Кочанска река. Таа е лоцирана на надморска височина од 465 метри. Езерското огледало е долго 2100 метри, а широко 350 метри. Езерото е сместено во извонредно живописна клисура со мощна атрактивна околина, бујна вегетација. На самиот брег се хотелот градче. Езерото и природата прават преубав спој, погоден за рекреација, риболов и релаксација. Токму затоа градче е омилен туристички локалитет во регионот, кој привлекува посетители од регионот и пошироко. Додатна атрактивна содржина на овој извонреден туристички потенцијал на Кочани е водопадот на Голема река, лоциран непосредно над незиниот влив во езерото. Бучавата, амбиентот и визуелниот ефект што ги создаваат падот на водата го прават привлечно место за посетителите. Општина Кочани го има еден од најубавите и најпристапните планински туристички локалитети – Пониква, на 1580 метри надморска височина, оддалечен само 20 километри северно од Кочани, во срцето на Осоговските планини. Погоден е за летен и зимски туризам, бидејќи питомоста ги прави достапни сите негови природни реткости и убавини, како и објектите во функција на туризмот, изградени низ годините. Лете овде најпримамливи се свежината и чистиот воздух, како и богатите шумски предели и пасишта.
Да не се пониква и Осоговските планини, децата нема да можат да видат и да си поиграат на снег, велат многу од родителите, бидејќи во Кочанската котлина снегот станува се поредок природен феномен. Двете ски патеки, опремени со ски лифтови и осветлени, ги привлекуваат љубителите на скијањето и санкањето од источниот дел на државата и пошироко. Особено атрактивно е ноќното скијање. Токму таквите поволности поттикнаа повеќе инвеститори да изградат репрезентативен спа центар, повеќе сместувачко-угостителски капацитети и одморалишта, како и 50 викенд кутички во комплексот. Осоговските планини во своите пазови го имаат ловниот резерват Полаки, во кој своевремено екзистираше извонреден фонд на високотрофеен дивеч, доминантно обичен елен лопатар, срни муфлони и диви свињи. Резерватот зафаќа ограден простор од 1300 хектари, исклучително привлечен за спортските ловци, меѓу кои од странство. Осоговските планини се идентификувани во индикативната карпа на паневропската мрежа во југоисточна Европа како важен еколошки коридор за крупен дивеч, а признати се и како значајно растително подрачје. Во близина на тромеѓето на општините Кочани, Крива Паланка и Кратово, на надморска височина од 2085 метри се извишува Царев врв, втор по височина врв на Осоговските планини, каде повеќе од 6 месеци во годината се задржува снежната покривка.
Во селото Пантелей на 12 километри од Кочани, на надморска височина од 766 метри се наоѓа манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, кој со својата историска и пред се верска улога привлекува посебно внимание. Во овој комплекс најстара е манастирската црква Света Богородица, градена 1872 година на темелите на стара црква од 14 век, а до неа се наоѓа манастирот Свети Пантелеймон, граден 1885 година. Манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон е една од најубавите градби на Осоговието и е меѓу најзначајните манастирско-туристички светилишта на истокот, каде навраќаат и се собираат голем број верници и туристи. Визијата на група локални бизнисмени да иницираат и великодушно да помагаат да се изгради манастирот Свети Васили Велики и тоа среде туристичкиот локалитет Пониква на надморска височина од 1600 метри се покажа целосно оправдана, бидејќи многобројните посетители во текот на годината неизбежно им се поклонуваат на иконите во духовниот храм. Тоа што духовноста не може да ја исполнат во местата на живење поради секојдневни обврски, го недополнуваат тука, во планинскиот мир. Свети Симеон Костиндо. Кога е граден пред многу години и сега, овој манастир представува доминантна градба на Осоговието, што влијаело да предизвикува огромна почит кај населението. До него се стигнува потешко, бидејќи кога е граден, се патувало со коњи и магариња, по тесни, змиулести патеки. Свети Спас Полаки. Доизграден, реновиран и возобновен, манастирот Свети Спас се наоѓа на една своевидна крстосница во клисурата на голема река. Не случајно во близина се уште постојат објектите на старо училиште, каде во минатото настава посетувале голем број ученици од прво до четврто одделение.
манастир Добра вода Оризари. Веројатно еден од манастирите кој најбрзо и плански се развива и е средиште на многу верски и други настани. Покрај лековитата вода, овој манастир ја има поволноста до него да се стигнува по асфалтен пат. Оддалечен е само 2 километри од приградската населба Оризари. Успение на Пресвета Богородица, село Пресека. Како и сите други, и овој манастир има бурна верска, односно религиозна историја, посветена на Успение на Пресвета Богородица, а за огромната почит што ја имаат верниците кон него, зборуваат масовните празнични собори. Какво е неговото значење за населението кој низ годините се иселило од овие краишта, зборува пројавениот интерес на иселениците да издвојат сопствени средства и да соберат донации за реновирање и додавање нови содржини на манастирскиот комплекс, во насока на развој на манастирскиот туризам. Туристичката гордост на село Бели е еден од најстарите дабови во Европа, кон кој населението има посебна почит. Обемот на ова вековно дрво е околу 10 метри, а распонот на гранките близу 100 метри. Стручнаците од оваа област проценуваат дека староста на дрвото надминува 7 века. Во непосредна близина на давот е изграден манастирот Свети Илија, а местната заедница на Бели од неговата околина создаде привлечен туристички локалитет со многу содржини.
На 950 метри надморска височина, во питомината на јужните падини на Осоговските планини лежи селото Јастребник. Со своите 9 маала, тоа денес брои едва и 50 жители, од кои постојани се десетина. Останатите, иако се со овдешна адреса на живење, одамна се преселиле во Кочани. Обстојуваат единствено манастирот посветен на Свети Илија и некогашното училиште кое денеска е преадаптирано во привлечен центар. Денови на Кочанскиот ориз. Деновите на Кочанскиот ориз го слават оризот како символ на Кочанскиот регион. Манифестацијата го негува материјалното и духовното културно наследство, поврзано со оризот како вековна земјоделска култура во Кочанско и неговиот пат од нива до трапеза. Таа ги прикажува културните вредности, природните и туристичките капацитети на Кочани, а со меѓународната соработка и присуство на делегации од различни страни на светот, се шири информација за квалитетот на Кочанскиот ориз, со што се бара поширок пазар и подобар пласман на оваа култура надвор од границите на Република Македонија. Драмскиот аматерски фестивал ДАФ традиционално веќе 36 години се одржува во Кочани. Почна како Републички аматерски драмски смотри, а подоцна е преименуван во Фестивал на аматерски и алтернативни театри. Спортски туризам. Спортско-рекреативниот центар Пониква и Градче со своите објекти и патеки нудат извонредни услови за спортски активности и вистински и посебни подготовки на екипи во различни спортови, што може да биде значаен дел за подинамичен развој на спортскиот туризам. Посебно атрактивна е Пониква за вистински и пред се кондициони подготовки, како во летни, така и во зимски услови. Впрочем, овде се почесто доаѓаат репрезентации, екипи и спортски поединци. Посебно внимание општина Кочани му посветува на развојот на зимските спортови и зимскиот туризам, кој нуди огромни перспективи со изградба на зимски туристички центар на Царев врв, како повисоко ниво на туризмот. А дека без добра храна и полн стомак ништо не е до крај исполнето, ќе потврдат гостите, откако ќе ги испробаат традиционалните и други специјалитети, кои откако еднаш ќе се пробаат, се посакуваат повторно и повторно. Ете затоа Кочани е една убава туристичка приказна и авантура, која треба да се доживее.